И добар ден, почитувани мои пријатели, влюбеници во лајконет, маркетинг бизнисот и сите, и посебно голем поздрав до оние кои стана веќе маркетери, а не се уште станати премиум маркетери, и голем поздрав и до оние кои што се сакаат да влезат во бизнисот, но не им е јасно, па сега ја снимам оваа втора епизода, а тоа е откако ќе станеш премиум маркетер, како да се вложува во држави. На брзина ќе ви објаснам, само претходно да ви најавам е тоа што видеото ќе се прекинува многу пати во зависност од тоа, од природата на мојата работа, премидејќи тука јас сум во такси студиото, во такси централата и примам порачки, па кога ќе звони телефонот прекинувам за да ја премам порачката, како што е во овој случај. И значи како се вложува во држави кога се премиум маркетер. Пред да ви објаснам тоа, само на кратко ќе ви објаснам кои држави моментално јас денеска ќе вложувам. Јас ќе вложам во Саудиска Арабија, Русија, Молдавија, Индонезија и Колумбија. Значи на секои 3 месеца моментално ќе се отварат по една или две држави. За да ви објаснам како се вложува во држави, прво треба да ви објаснам за баланс програмата во лајконет. Одам во мојот баланс програм. Сега ќе се логирам. Еве сме во баланс програмот, личниот баланс програм, како што може да видиме во BC1, односно баланс програм категорија 1, една единица чини 50 шопинг поени, односно 50 евра, или во македонски случај 3250 денари, затоа што во лајконот маркетинг програмата курсот на еврото е 6500 денари, не е ни 6150, не е ни 6200, туку 6500. За да биде стабилен, да нема осцилации помеѓу самите шопинг поени. Затоа ние нагласуваме дека следната криптовалута на лајконет е кредит ќе биде стабилно, затоа што секогаш е врзана за еврото 1:1. Значи, како што може да видите овдека баланс програмата во баланс една единица во баланс категорија 1 е 50 евра, односно 3250 денари. Додека во категорија 2 е 150 евра, една единичка. Во баланс категорија 2, како што гледате, во баланс категорија 2, една единица е 150 евра. Во баланс категорија 3, јас немам поставено таму единица, ама може да видите дека е 400 евра една единица. И сега, порано, условот за да вложиш во овие држави беше да вложиш во баланс категоријата на тие држави, беше условот да бидеш премиум маркетер, и во првиот ден имаше право во 3 или 4 баланс категории да вложиш по една единица. Да кажеме, ако сакаш во Русија да вложиш една единица во прва категорија, во втора и во трета категорија, потребно е да имаш една единица во прва категорија 50 евра, во втора категорија 150 евра, значи 150 и 50 се 200, и во трета категорија 400-600 евра. Порано се вложуваше на тој начин, имаше определено датум, и кој ќе кликне на одредено датум и саат, и тоа дека Русија, например, ќе се отвори во 12 часот, и на брзи прсти, кој ќе кликне
най-бързо и ки поставят трите единици или зависи колко сака да вложи или само едната единица во колко саат или како, на той начин му се утвърдуваше и имаше предност да се постави во пазарот во Русија преку кешбек програмата. Како што гледате, јас моментално имам акумулирано, еве со маусот, 100 шопинг поени од порано. И овие шопинг поени можем да ги искористам. До денес се отворени 5 држави каде може да се поставят единици во них. И тоа Русија, Молдавија, Саудиска Арабија, Малезија и Колумбија. Прибидејќи јас станав премиум маркетер, еве да ви кажем на кој начин ќе вложиме во овие држави. Одиме во маркетинг програм и во баланс програм, одиме во SAP Evaluation for the Business Program. Притискаме тука и одиме на распределување шопинг поени. Значи сега, како што решив јас, ќе ставам 5 единици во 5 држави и тоа на прво ниво од по 50 евра. Како што појаснив, прво во секоја држава која се отвараше имаше определена дата и определен саат во кој ќе се отвори државата. Ако во првите 12 секунди се позиционираш и беше на принцип на брзи прсти, кој во кој секунда ќе стави своите единици во самата држава. Ако првата единица ја ставиш во првите 12 секунди, за првата недела луѓето добија 500 евра, односно самата нивна единица доби 35 со 35 го исполни бонусот. За тие што не е јасно, еве сега ќе појаснам, само да се логирам повторно. Еве го личниот баланс, еве БЦ категорија 1, прва категорија. Само да појаснам, прикажи детали, бонусите кои се. Доколку вие имате 35 единички од левата страна и 35 единички од десната страна, добивате, еве, например, 26.000. Ако имате, например, 5 со 5, добивате 650 денари. Сите овие услови, например, 10 со 10 ви дават 910 денари. Кога поставувате единица во некоја држава и во зависност од купувањето и обртот на парите во таа држава, ваквата единица кога ќе дојде 35 единици од левата страна и од десната страна, тогаш ви дават 500 евра бонус. Но за личниот баланс и за како се добиваат овие бонуси, полесно и во друго време, во друга прилика ќе ви направам посебно видео за ова. Сега да одиме да вложиме во самите тие држави. Еве, може овдека преку распредели шопинг поени, или пак во овој случај одиме на маркетинг програм и SAP Evaluation for the Balance Program. Само да појаснам да видат луѓето, јас имам претходно акумулирано 100 шопинг поени, односно и рачунам, како што реков, во сите овие држави да станам по една единичка од 50 шопинг поени, односно 50 евра, а тоа ти е 100 евра. Малку да се избистре, само да видите. Сега одам во расподели шопинг поени, овде може да се распределат и како што гледате, пребидејќи сум премиум маркетен, се отварат националниот баланс на државите Молдавија, Саудиска Арабија, Колумбија, Малезија таа е со М и Y или М и Y и Русија.
завршуваме со ова видео, да не ја должиме многу. Следното видео ќе преведејќи имам 100 шопинг поени, треба да докупам уште 150 шопинг поени, па во секоја држава да вложам по 50 шопинг поени. Како ќе го направам тоа, ќе ви обяснам во следното видео. Поздрав!